Денеска имам една убава можност да бидам тука во Ѓорче Петров и да се сретнам со повеќе граѓани. Да разговарам за секојдневните проблеми, но и да ги слушнам нив, се разбира и утре во новата влада да имплементираме се што е потребно за да им помогнеме на овие луѓе. Се работи за многу мали дуќанчиња, сопственици на приватен бизнис, кои навистина мака мачат овие неколку години, а поготово од кога се погодени и со здравствената криза. Затоа најважно е и ВМРО-ДПМН им дава надеж дека ќе им помогнеме на сите овие мали бизниси за да ги издржат овие периоди, но секако и во идниот период што доаѓа, како да си ги зачуваат своите работници и како да имаат успешен бизнис, бидејќи навистина се погодени. Исто така имав и убава средба и со просветни работници каде разговаравме и за сите оние предизвици кои доаѓаат во наредниот период и секако ги објаснивме сите наши проекти кои се наоѓаат во обновата на Македонија, а тоа се разбира е обнова на образованието, на науката и на културата. Во Ѓорче Петров има многу нерешени локални проблеми, за жал општинската власт тука нема слух, не се работи, ниту пак има капитални инвестиции. Во минатото се градеше насекаде во Република Македонија, може да се видат позади мене и делата на ВМРО-ДПМН и насекаде во Ѓорче Петров каде што се вложуваше во инфраструктурата. За жал сега ни градот, ниту општината, ниту пак централната власт не им текнува. Може они ќе се пофалат со некои проекти од ВМРО-ДПМН, како што е започната канализација во времето кога јас лично им се разбира преку владата обезбедивме средства за да се заврши канализацијата во Волково, да се обезбедат средства за 33 улици, но они сега се фалат со тие улици, но не се. Важно е граѓаните да ги добијат тие улици, а они нека се фалат со нивните проекти кои ги нарекуваат нивни, но за жал такви проекти не постојат. Јас ги охрабрувам граѓаните да гласаат за ВМРО-ДПМН, да гласаат за обновата на Македонија, бидејќи навистина ќе има илјадници проекти за секој еден од нив. Не само во Ѓорче Петров, туку насекаде во изборната единица 2, насекаде во Република Македонија. Затоа, драги пријатели, драги сограѓани, излезете на 15 и гласајте за бројот 14.